А ова утро разговарам со клинички логопед, специјалист по професија, Марија Петровиќ. Зборуваме, Марија, за едни од најтешките можеби букви кај децата, тоа се буквата Р и Л. Како да вежбаат, бидејќи почна учебната година, на што да обрнат внимание, особено кои овие букви, можеме уште некоја која што им е тешка на учениците. Добро утро. Добро утро, ви благодарам за посетата. Како што кажа, почна учебната година, нели првачињата конкретно веќе треба да го имаат комплетниот говор. Во тоа нели влегува и правилниот изговор на сите гласови од мајчиниот јазик. И најчесто, нели кога ќе се каже дека дете оди на логопед, сите веднаш поврзуваат со корекција на гласот Р. Најчесто најтежок глас за изговор е гласот Р, меѓутоа не мора да значи. Има дечиња што, например, Р ја кажуваат совршено, а другите гласови им се потешки. Меѓутоа денес нели ќе зборуваме конкретно за Л и Р. Да. Овие гласови спаѓаат во групата на потешки гласови. Зошто? Затоа што тука јазикот бара многу поголема спретност. Тоа значи моториката на јазикот треба да биде многу подобра. Конкретно за гласот Р. Значи, за да коригираме глас Р, детето мора да има совршен изговор на гласот Л, бидејќи тие се изговараат на ист начин, или јазикот се на ист начин, на исто место јазичето е, јазикот е горе, меѓутоа кај Р е малку покомплицирано, бидејќи јазикот треба тука да вибрира. И тоа е тој комплицираниот дел, значи вибрацијата на јазикот и многу деца се соочуваат со потешкоти во тој дел, меѓутоа тука сме ние да им помогнеме. Како може родителите, беше прашањето, нели дома да им помогнат? Може да ги вежбаат, да ја вежбаат моториката на јазичето, подвижноста горе, долу, лево, десно. Ако јазичето има добра подвижност, многу полесно ќе се добие таа вибрација. Меѓутоа, ако се соочат со проблем, ние тоа многу лесно го коригираме, имаме многу алатки за тоа. Ја вежбаме најпрви вежбаме тој дел моториката на јазикот, ја добиваме вибрацијата и потоа, нели, откако ќе се добие вибрацијата, гласот се автоматизира на почеток на зборот, на средина на зборот, на крај на зборот, потоа се тука реченичките, песничките, за да се добие една автоматизација. Тоа е конкретно за гласот Р. А Л треба веќе, ако веќе ја вежбаме гласот Р, Л сметаме дека е како што треба. Меѓутоа, ако и Л не е, и тоа нели се вежба, јазичето треба да биде кренато горе. Ние тука работиме со сонди, со шпатули, се решава сето тоа. Мој совет е родителите да не ги остават дечињата додека да тргнат на училиште, туку пред да тргнат нели во училиште, да си го решат тоа, за да си го олеснат самиот процес, затоа што нели самото училиште носи нови обврски, нови задачи, си на детето му е ново, тука е адаптацијата и замислете уште да треба да се работи корекцијата на гласови. Така. И твојата керкичка Сара е тука, ние заборавивме да ја најавиме на почетокот. Сара е се уште малечка за да ги вежба Л и Р, но ако сакаш маца да си ја земеш или да ја викнеш да ја видиме и Сара, бидејќи нас снимањата ни се секогаш интересни, ние имаме и дечиња, еве Сара, она е многу малечка да ни каже здраво. И се срами, да. Има време Сара да учи. Време не и бега. Сакам да го поврзам, да, и твојот логопедски прирачник за родители, сме зборувале и за него, дали тука ги има Р и Л, и дали постои одредена возраст, кога веќе треба јасно, гласно да се изговараат. Што доколку нели сме слушнале ние и по возраст никога зборуваат, не го кажуваат чисто Р или Л, па не е ништо страшно. Не е страшно, меѓутоа тоа може да се среди на време, зошто да му остане на детето, а утре и на нели на идниот возрастен човек, како да речам, како некој обележје да биде за тој човек. Да, во прирачникот нормално дека има за Л и Р, ја има и календарската возраст за секој глас, кога треба да се изговара. Л конкретно до 3,5 години очекуваме детето само да ја каже правилно, а ако не, се бара стручна помош од логопед, се вежба. Р е последниот глас, се остава до крај на четвртата, почеток на петтата година, веќе детето треба да почнува само да ја кажува Р. Меѓутоа исто, ако не ја каже само, тука сме ние стручните лица да помогнеме, а генерално дете до 5,5 годишна возраст треба веќе да ги има правилно, да ги изговара сите гласови од својот мајчин јазик. Така. Марија, за крај би те прашала, спомена родителите на дечињата дека може да вежбаат со вежбање на јазикот, горе, доле, лево, десно, но дали има други вежби кои можат по домашни услови да ги прават, како читање на реченици, каде што
се и овие букви, и буквата Р и Л. Да, може да го прават тоа, но како што ви реков, ако детето го има гласот, меѓутоа не го користи, не е автоматизиран, на тој начин да ќе му помогнат. Меѓутоа, конкретно за Р, ако ја нема, детето вибрацијата на тој начин нема ништо да направат, туку може само да ја влошат ситуацијата, да го научат детето погрешно и кога вибрацијата ќе се добие на погрешно место, како на пример на грло, е многу потешко за корекција, не дека е невозможно, меѓутоа целиот процес ќе трае подолго. Затоа мојот совет е штом родителот забележи дека детенцето има проблем со изговорот на кој било глас, веднаш да побара стручна помош, ќе добие насоки, можеби ќе бидат тоа насоки за дома како да вежбаат, меѓутоа насоките ќе бидат правилни и точни. Можеби ќе треба да повежбаат со логопед и сето тоа да се реши на време. Така, затоа се логопедите тука да помогнат кога е потребна помош. Јас те благодарам на тебе и на Сара, која што беше трпелива да го издржи ова цело наше интервју и што ја прифати поканата. Ова е и предизвик за останатите наши соговорници кои што имаат дечиња дека и тие можат да учествуваат во интервјуто или позади камерите некаде да бидат. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам за посетата.